Ви благодарам, подпредседателя. Колега Бране, ме инспириравте да се јавам на реплика со една ваша констатација, дека го поздравувате потегот на Алијанса затоа што таму им било местото, па сакам директно да ве прашам, колега Бране, дали вие и вашата партија знаете каде е вашето место? Дали воопшто имате ориентација каде ви е местото, со кого сте? Затоа што, како што можам да забележам, освен со вашиот многу добар пријател Орбан, кој што е комплетно изолиран од целата меѓународна заедница и со Апасиев, не гледам дека сте со некого друг. Не треба да ве погодува тоа што е реалност и вистина, само цитирам оно што ваши истакнати политичари кажале за својот добар пријател Нели Орбан. Каде е вашето место, освен како некој кој што постојано се обидува да креира раздор меѓу македонските граѓани, како некој кој што очигледно не може да се носи во борбата за кој ќе биде порадикален со Левица и Апасиев, па се обидува со сите сили да ја отргне државата од европскиот пат, и мислам дека поголем доказ од тоа дека вие веќе сте скршнале и сте решиле да не одите на европскиот пат е вчерашната ваша одлука да не гласате за првиот договор на нашата држава со Европската комисија. Фронтекс е агенција за ЕУ. Тоа што вие не седевте внатре да гласате за тоа, нема појасен доказ дека очигледно одамна веќе сте го напуштиле европскиот пат. И мислам дека тоа не го кажувам само јас, ако ги земеме предвид изјавите на меѓународните дипломати, еве последно изјавата на холандскиот амбасадор, кој што е познат како многу отворен и гласен критичар и на владата и на сите процеси во државата, кој што никогаш порано толку отворено не кажал дека ВМРО ДПМН е таа партија која што го блокира европскиот пат на оваа земја. Па мислам дека, како да ви кажам, значи мислам дека вие сте тие што треба да се преиспитате каде сте, каде припаѓате и по кој пат одите. За криминалот, значи само вие можете да одите во она криминално здание кое што е опремено со целосно украдени пари од граѓаните и од таму да седите и да се координирате како ќе дојдете тука да зборите за криминал и корупција или да држите пресови од таа палата каде што и теписите и лустерите и буквално се е украдено од народот. Меѓутоа тоа што немате трунка срам и одговорност, нека ви служи вас на чест. И последно, за комплетното отсуство на чувство за државотворност, за тоа дека не сте имале храброст да донесете или да придонесете за ниту една одлука што била во корист на оваа држава, меѓутоа знаете, државноста и кукавичлукот не одат заедно. Ви благодарам.